Многу работи би менувала и заради тоа ја го прифатив предизвикот да бидам лидер на политичка партија која што ќе говори гласно за проблемите, без оглед дали ќе биде дел од власт или опозиција, секогаш јасно и искрено ќе ги кажува кои се аномалиите на системот. Денес имаме можност да ви откриеме приказната на Моника Зајкова, борец за човекови права и влюбеник во либералната идеја. Атрибути кои ја носат титулата председател на Либерално-демократската партија и еден од најмладите политички лидери на Балканот. На почетокот би сакала да се заблагодарам што прифати да гостуваш тука, значи ние се немаме видено добри можда, не знам, 15 на години од школските клупи во Борис Кидрич. Тие се некои сеќавања што ги носам, но пред да стигнеме до тоа, можеш ли да ни дадеш едно интро за тебе, да кажеме вака, ајде. Која е Моника Зајкова, од каде доаѓа, како растеше, во какво семејство? Па добро, Моника Зајкова е дете кое што е родено во Скопје, иако потеклото на мојот татко е од Кукуш, па преселени во Гевгелиско-Валандовско, и моето најомилено село, мислам дека сите го знаат кои што добро ме познаваат, Удово. Удово, така, стално сум ги замарала луѓето со тоа колку е добро во Удово, впрочем во средношколските денови така пише, кога сите другарки ги носев во Удово за време на летниот распуст. Растана сум во семејство на либерал-демократи, односно традиционално семејство, меѓутоа со многу отворени гледишта и погледи на животот, општеството, луѓе кои што никогаш не носеле во себе стереотипи, ниту предрасуди, по ниту еден основ. Мојот татко е еден од како да кажам, основачите на Демократската партија во тоа време, заедно со господинот Петар Гошев, или првите членови на партијата, ајде не мора да биде основач. И цело време воспитувана во тој дух. Никого да не дискриминирам, секогаш кога можам на некого да помогнам, кога не можам да не им одмагам на луѓето. Родители кои што секогаш ни давале од врзани раце во однос на нашите животни одлуки, но не оставале со брат ми да си ги носиме сами одлуките, при тоа да бидеме свесни за последиците кои што може да произлезат од тие одлуки и кои што секогаш ни биле ветер во грб по однос на оно што сме сакале да го правиме. Јас како дете тренирав пливање еден период, свирам виолина од своја најрана возраст или од виолината што не ја донесе денеска. Така, не можев да донесам денеска заради тоа што немам свирано една година, а и заради ноктите. Така. Значи заради ноктите денеска сме сите скратени на задоволството да слушнеме тоа. Нешто, меѓутоа за тоа што знам еднаш во годината да се приклучам на оркестарот во кој што свирев, на Арко, со професорот кој го води професорот Ерхан Шукри. Може да ве повикам на некој концерт и да имате прилика да слушнете како свири Моника Зајкова, бидејќи Моника Зајкова свири многу долго, од својата 5,5 годишна возраст. Чија беше одлуката да... Одлуката беше лично моја. Моите родители тогаш беа зачудени, бидејќи мојот прв братучет свираше виолина и одеше во музичка школа, инспириран од него, као Анте свири виолина, сакам и јас да свирам. И првичната идеја беше дека ќе се запишам на клавир. Го поминав на подготвителна година во нижо музичко, каде што имаме само солфеж и требаше да полагаме и да кажеме од прва година на кој инструмент одевме. И јас со моите готова договорена дека ќе свирам клавир, отидов на испитот, ме прашаа таму во комисијата за кој инструмент се определувате, кажа виолина. Тоа излагав, татко ме праша, вика и сега клавир купуваме, викам не виолина ќе свирам. Така сите беа зачудени. Најверојатно му олеснало на човекот, пошто помалку простор фаќа. Па добро, ама виолината е така по специфичен инструмент, има своја тежина и е многу благороден инструмент. Да, тоа е нешто што научив кроз годините да го уживам како инструмент. Далеко од тоа дека сум свирал, али знам да уживам во музиката и во нотите. И затоа ми
на одреден начин се разочарав кога ми кажа дека уствари нема да Добре, ќе донесам следен пат, може да направиме некоја специјална забава. Да, специјално за виолината, али добро, тоа е нешто што го правиш од 5,5 годишна возраст, што кажеш, сама си ја донела одлуката. Колку ајде во тоа семејство, значи една од дилемите ми беше затоа што немам многу податоци за тебе, кога пробав да најдам кои се тие некои почетоци твои, како уствари таа некоја си политичка идеја е вродена кај тебе, не ми беше јасно, не можев да најдам извор и ова што ме кажуваш сега е нов момент. Значи ти си растена во семејство кое се негувала политиката, да кажеме, постојано. Така. И твоите почетоци, први сознанија за ајде да кажеме за политички систем и така натаму ги здобиваш таму. Настрана од политиката и да кажеме музичката школа, ти имаш ајде да кажам едно извонрано патување во образовниот систем. Значи една дисциплина и една посветеност на која што јас можев да посветам еден краток период. Но, од 4 години. Од 4 години, но тоа траело и претходно и после тоа, така да следно прашање би ми било како ја стекна таа дисциплина, да кажеме, за посветување на школа, на усовршување, на вештини, едноставно на учење. Каде ја стекна дисциплината за учење? Па не знам сега точно како да го уште во основно училиште бев доста дисциплиниран и посветен ученик, иако нормално сите поминуваме низ оној нели период на пубертет кога правиш одредени попалави работи, не ти е во интерес само учењето, меѓутоа секогаш што трудев, не знам, можеби баш заради довербата која што ми ја дава родителите во мене, се трудев да ја оправдам таа доверба и да не потфрлам некаде во целиот тој период и како еден начин да им возвратам за тоа што ми дале нели одврзани можности да го правам тоа што сакам. Секогаш се трудев да не ги обрукам ниту нив, ниту себе си. Бев дисциплиниран и одличен ученик и во основно училиште, за во средно веќе знаеш. Иако ти многу често ме зафркаваш за тоа, и тоа ти го памтам. Подоцна продолжив со стипендија на правниот факултет при ФОН универзитет. Бев еден од 50 најдобри средношколци кои што имаа можност да студираат бесплатно во тие 3 години, подоцна уште 2 години на мастер студија, иако многу се мислев во одлуката за студирање. Дали ако одам на приватен универзитет, тоа ќе значи повеќе, бидејќи се уште сме општество кое што има одредени предрасуди, но консултирајќи се со повеќе правници, едно научив дека за тоа што сака да стекне знаење и вештини, може да ги стекне секаде каде што сака и дека нема пречка дали е тоа приватно училиште или државно училиште, но зависи од личноста колку сака да стекне одредени знаења. Мене од дете ми е пасија правото. Да, бидејќи ајде сум и дел од мајка ми од фамилија која што работела адвокатура, се занимавала со правосудниот систем. Имаше порано една серија вака како дете не змагла, се сеќавам судиката Еми и секогаш сакав да бидам еден ден можеби судија. И точно во основно училиште кога сите се мислеа каде ќе се запишуваат, дали ќе одат гимназија или слично, јас знаев дека ќе одам на правен смер. И тоа и го запишав. Тогаш ме предомислува оди во Арсенијовков, поблиску тие, бидејќи живеевме во Чаир, меѓутоа преференцијата беше Борис Кидрич, како тогаш подобро реномирано. Да, Борис тогаш привлекуваше две групи, мислам дека на ученици, студенти. Во едната група спаѓаш ти, луѓе кои што имаат пасија кон правото, а другата група беше онаа во која што спаѓам јас, односно луѓе кои што бегаат од математика, бараат некој полесен пат кроз... Мислам дека добар ти беше. Средно, така, нели математиката избегнавме случајно, ама се друго беше екстремно дупло потешко, благодарение и на тебе, од една страна, затоа што мислам дека во моја одбрана, ја ќе кажам,
секогаш што ќе станеше да одговараш, мислам дека критериумот се креаше толку високо што едноставно после тебе човек колку и да е спремен или колку и да го има учено тоа што сака да го каже, не беше доволно, ме разбираш. Значи, Искрено не сум била свесна за тој момент. Ја мислам дека цел клас имаше оценка подоле кој ќе стане да одговара поради тебе. Значи, Не сум била свесна, ниту било тоа нешто намерно, дури сега дознавам, значи не сум знаела дека е тоа така, меѓутоа јас па го гледав од друг аспект кога ќе требаше доброволец некој да се пријави. Секогаш бев тука за да покријам во класот со уште неколку други ученици од бидејќи бевме 40 ученици. Добро не покри, морам да ти кажам. Значи не покри, ама супер. И подоцна дојде универзитетот, кај што немаше дилема дека тоа ќе биде правен факултет. Кога добив стипендијата, знаев дека ќе учам подеднакво каде и да сум, бидејќи го сакам правото. И го учев на вистина со многу љубов и разбирање и затоа решив да прифатам стипендијата, да улеснам дома во делот на финансискиот товар и да ја искористам можноста како еден од најдобрите средношколци да се образовам бесплатно. Ама сепак ти беше малце страв ти беше да ја прифатиш понудата од фонд затоа што нели Добро, таму подпишавме договор дека мора да држиме просек над 9.3, воспротивно нели ги плаќаме годините во тој период заради финансиски причини нормално дека секој има одреден доза на страв дали ќе изгубиш стипендијата, сепак не беа малку пари во прашање, ако го споредите. Тогаш на фонд годината кошташе околу 2.500 евра, на државниот факултет 200 евра, така да разликата не беше мала, но ета се потрудив и останав студент со 10.0 просек, потоа влегов како демонстратор на одредени предмети. Социологија направо кај професорот Ѓорги Тоновски, држав кај професорот Камбовски вежби. И потоа решив дека ќе се занимавам со правосудство. Го полагав правосудниот испит, го положив, работев во адвокатско друштво и некако спонтано дојде политиката. Па спонтано од она што до сега го кажа, не знам колку е спонтано, ако толку рано детство си запознаена со тоа така, и во рамки на семејството тоа е ризик. Кога имате во семејството човек кој што се занимавал активно во политиката, имате можност или ќе влезете во политиката или ќе создадете одбивност кон политиката. Мојот татко е пасивен веќе долго време во политичките води, значи јас зборам за 90-тите, 93-та, 95-та година кога тој бил активен. Но да, идеологијата продолжува, дома слушате постојано. Јас искрено сакав да се занимавам само со правосудство и сметав дека ако влезеш во политика, нема да ти го ценат знаењата и образованието, туку секогаш ќе бидеш политички ставен на одредена позиција. Додека работев во адвокатура, нормално дека на некој начин одев, ја посетував Либерално-демократската партија, ми беше интересна идејата, но не сакав да се занимавам искрено со домашна политика. Тогаш добив понуда за меѓународен секретар и тоа ми изгледаше доста интересно, као ајде добро, меѓународната политика е нешто поинтересно од меѓународен секретар на што? На Либерално-демократската партија. Добро, и такво нешто постои, не? Да, бидејќи партијата е полноправна членка на Либералната интернационала и на семејството на либерали во Европскиот парламент или сега Renew групата во Европскиот парламент. И тоа ми изгледаше примамливо, не ми пречеше на адвокатурата како дејност, која што сакав да работам. Во еден момент стигна понуда за председател на млади, и тогаш знаев дека ако се прифати таа понуда, веќе влегувам активно во политичкиот живот. Иако пред тоа преку невладини, преку меѓународната политика, сум се трудела да бидам гласен критичар на она што не било добро во општеството и да се борам за промени. Тогаш почна и студентскиот пленум, бев дел од тие протести, затоа што сметав дека веќе се гуши индивидуалната слобода на секој од нас и беше моментот кога сватив дека или активно ќе се занимаваме и ќе бидеме дел од промените што сакаме да ги видиме, или ќе може само пасивно да седиме и да си пишуваме Facebook статуси и ништо да не се менува.
Добро, кој те запозна, еве да кажеме, ако трнеме кругот на семејството од страна, и татко ти како очигледно влијание, што го има врз тебе, има ли некој, да кажеме, некоја фигура што ти ја доближила таа либерална идеја, да кажеме, или не знам, домашна или странска, можеби, или некој политичар, кој што едноставно си го видела неговото делување и си викаш да, тоа е тоа. Значи, сакам да го одам тој пат. Па сега не сум почнала искрено како репер на некого, но да, цело време низ семејството, подосна почнав повеќе да истражувам и всушност сватив дека се пронаѓам во тоа, бидејќи јас сум поборник за индивидуални права и индивидуална слобода, слободна економија и конкурентност на пазарот. Кога почнав во меѓународната политика, запознав многу луѓе на меѓународно ниво, дел од нив можеби веќе се пасивизирани во своите политички кариери, дел се уште активни, но едноставно кога ќе влезете во тој круг, ви станува се поинтересно и сакате нешто повеќе да постигнете на тоа поле. Но и во однос не само на позицијата, но во однос на политиките кои што ќе сакате да бидат слушнати и да ги промовирате и за кои што ќе се борите. За жал, либералната идеја или класичниот либерализам можеби е на удар уште многу одамна, уште после големата депресија, како што ја нарекуваат, или економски пат, но идејата живее. Низ Европа имаме многу држави кои што се под либерални водства и кои што бележат напредок. Мислам дека Македонија, да, можеби го достигнува полека нивото на демократско општество, но и треба се уште за либерално демократско општество. И затоа постоиме, за да се избориме за тој концепт. Колку си се среќавала, да кажеме, со проблеми, односно во развојот најверојатно си приметила дека таа либерална идеја, да кажеме, во Македонија и не е баш некако аплицирана, дека тука има уште многу простор за развој и така натаму. Имало ли некои моменти во кои што си се судрила, да кажеме, и си рекла да, значи ова е нешто на пример што сакам да го сменам, или ова е во овој момент се осеќам под некој тип на опресија, не сакам тоа да биде така и сакам да го сменам. Во текот дури си била тука, да кажем. Па многу работи јас би сменила, кој лично јас се прашувам. Па моментално лично ти се прашуваш. Да, многу работи би менувала и заради тоа ја го прифатив предизвикот да бидам лидер на политичка партија која што ќе говори гласно за проблемите, без оглед дали ќе биде дел од власт или опозиција, секогаш јасно и искрено ќе ги кажува кои се аномалиите на системот. Имаме уште многу за решавање, особено во делот на владење на правото, кој што е фундаментот на класичниот либерализам и кој што е моја лична пасија, и во собранието токму и тоа го работам. Се трудам преку закони, иницијативи, нешто да променам. Не можам да кажам дека секогаш оди успешно, бидејќи се уште живееме во поларизирано општество каде што доминираат две поголеми идеологии, како и во повеќето земји во светот, но важно е дека институционално постоиме и се бориме за одредени промени. Нормално дека ќе треба време, и верувам дека ќе треба време. Ние сме по-нови генерации. Малку политичкиот простор беше и узурпиран од таа повозрасна генерација од времето на претходниот систем. И полагам надеж дека овие нови генерации кои што се родени, растани во Македонија, и поминале низ институциите и низ својот развој институционален во Македонија, така да ги знаат точно аномалиите и знаат за што се борат, и верувам дека можат нешто да променат. Можеш ли да ми го опишеш моментот кога првпат ја доби поканата да бидеш председател на младинскиот огранок на Либерална демократска партија, како изгледаше тој ден за тебе? Па, беше неочекувано, бидејќи како што ти кажав, бев претходно меѓународен секретар и стварно не сакав да се занимавам со домашна политика. Во тоа време малку и просторот беше политички загушен од една политичка структура и беше опасно, бидејќи луѓето се плашат да излезат јавно да говорат за поинакви мислења и ставови. И требаше храброст за да излезате и јавно да говорите дека имате нешто или дека мислите поинаку од она што го промовира како политика владата.
Не опасно за вас, во смисла сега дека некој нешто ќе ви направи, но нели родители работат негде, па им се може да им се запрете со отказ и слично. Но кога добив понудата, многу се размислував. Тогаш бевме двајца кандидати. Влегов во предизвикот, истарав кампања, победив. Ти си добила понуда да се кандидираш, значи тоа не било фиксно дека ќе бидеш избрана. Не беше фиксно, не. Бевме двајца кандидати, добив јас понуда да се кандидирам. Пред мене председателот на Младина исто така имаше амбиции и се кандидираше, и тоа беше на кампања во која што секој си ја представуваше својата програма, посета на младинските општински организации и нормално денот на конгресот со гласање тајно, на кој што ја добив честа да го предвадам, нели, да предвадам младината на либерал-демократите. Добро, и од кога ја добиеш таа чест, да кажеме, добиваш малце по-длабока... Добиваш и одговорност. Не е повеќе дека можеш да се изземаш од работите. Јас како председател на младите гледав да младината стане повизибилна и поактивна. Наша идеја тогаш, рековме ќе се зафатиме со две политики, бидејќи во Македонија е подобро да почнеш од една-две работи за да можеш да ги истараш до крај. Тогаш почнавме со идејата за декриминализација на канабисот. Односно, првично беше легализација во медицински цели, тоа го успеавме со измени на законот и подоцна беше декриминализација која што уште за жал не го видела светлото на денот и субвенциониран студентски оброк по примерот на Словенија, модел кој што го превземавме од словенските либерали. И ева веќе се почна да се имплементира од неодамна и во Македонија, го користат околу 29.000 студенти. Јас сум горда на тоа што сме успеале одредени иницијативи да прераснат во конкретни резултати кои што ќе ги уживаат граѓаните. Имаше нормално дневни политички активности, јас бев можеби еден од ретките председатели на Младина кој што во тоа време поднесе представка за дискриминација против тогашниот премиер Никола Груевски. Но сепак едно така интересно време со доста предизвици. Представка за дискриминација? Да. Каква дискриминација? Па имаше некоја изјава за поднос на жените и представката беше за дискриминација по основ на пол. Директна дискриминација. И како помина дискриминацијата? За жал тогаш Комисијата за спречување и заштита од дискриминација многу политички постапуваше и се знаеше дека ќе биде одбиена таа представка и нормално не стигна без образложение, само дека се одбива представката и беше еден од всушност поводите да почнеме гласно да говориме за потребата да се менува законот за дискриминација, да се воведат и нови основи по кои што ќе се сметува дискриминацијата, но и да се воспостави независна комисија за дискриминација која што ќе може и да реагира по службена должност кога постои одреден вид на дискриминација. Добро, али настрана од тоа колку често да кажеме ти се среќавала со реална дискриминација во политичкиот живот? Секојдневно. Нели? Тоа е нешто што ова општество тука го негува неверојатно со години. Дали од еден човек ќе дојде, мислам, како премиер или председател? Да, меѓутоа треба да знаеме дека како луѓе кои што вршиме политички функции, треба да бидеме и пример за општеството. Ако нашата реторика произлегува, бидејќи ние имаме повисок степен на одговорност од она што секојдневно ќе го говорат луѓето, иако се согласувам дека во ова поле ни треба си уште едукација да си ги разбиеме стереотипите и предрасудите кои што ги имаме. Меѓутоа кога доаѓа јавно искажано од јавна личност, повисок е степенот на одговорност. Да, и тука би те прашал, значи кој е начинот или кој би требало да е начинот до кој што се станува политичар? Дали тука, дали на страна сеедно, но дали едукација, дали формална едукација помага во тоа или е повеќе базирана на некој морален код кој што луѓето треба да го стекнуваат на некои други начини, дали во семејството, дали во околината во која што живеат? Колку е битен тој морален код да го има човекот? Знаете, политичар е функција или за некого професија
која што нема одредени критериуми. Така, значи, а се уште секој е диво. може да, така, секој може да, ева на пример ќе говорам конкретно за функцијата пратеник, бидејќи сум во моментот пратеничка во собранието. Функцијата пратеник нема одредени критериуми, ниту степен на образование, ниту одреден можеби психолошки тест. Да, знам така знам дека нема, но ме интересира твоето мислење конкретно. Значи, што според тебе мислиш дека идеален политичар треба поседува? Не постои ништо идеално, меѓутоа треба да има пред се одреден степен на знаење, вештини, да знае зашто се бори, зашто се залага, но и нормално да има одредени, како да кажем, етички вредности, бидејќи моралот е некоја релативна категорија и таа знаеш како за тебе нешто што е морално, за мене можда не е морално и обратно. Значи по социолошки е моралот категорија која што е релативна. Не е точно дефиниран, точно. Меѓутоа етички кодекс на однесување и политичка култура и диалог, мислам дека секој треба да ги почитува. Мене многу ме ужаснувало во собранието, кога реториката се сведувала исклучиво на лични меѓусебни обвинувања, при тоа недокажани, бидејќи има правосудни органи кои што треба да ги докажуваат, а немало на култура на диалог да говориме за одредена политика од различни идеолошки аспекти, да го најдеме најдоброто решение за државата или граѓаните. Затоа сметам дека треба да се покаже одреден степен и да има и повисок степен на толеранција, да покаже одредена култура, етичко однесување, бидејќи етиката е нешто што е многу важно и одредени стручни компетенции и знаења. Кај нас во Македонија, за жал, секој мисли дека знае се. И правниците може да говорат за економија и за машинство и за енергетика и економистите да поставуваат правни норми и сите сме експерти за се. Тоа малку искрено ми пречи за тоа што да, вие може да имате општи познавања во повеќе области, меѓутоа се знае во одредени области кај што сте постручни и ви се поле на интерес. Значи специализација. Збори го тоа што го знаеш, не измислуваме многу и светот ќе биде подобро место за живење. Па, ако секој се стреми да биде добар во она што му е поле на интерес и кое што навистина го познава, а не се осудува да коментира за се и се што, како требало и не требало. Еве класичен пример да го земам спортот, кој сите коментираат како требало некој да некого да му додаде, па требало. Не е така едноставно. Тие што се на теренот знаат под каква пресија се соочуваат и што треба да направат во одреден момент. Ние од страна кога гледаме многу е лесно да коментираме и да даваме разноразни квалификации. Од кај ти се овие сознанија за спортот? Ако смеам да добро, мојот брат е фудбалски репрезентативец и долго време во фудбалот, уште од репрезентацијата на U15 или како им се делат тие, подоцна и капитен во репрезентацијата под 21 година, која што прв пат играше на европско првенство и сега дел од селекцијата. И кога читам разноразни коментари, страшно се нервирам. Значи вие двајцата се фамилиарно под континуиран под јавен притисок. Јавен притисок, така се вика. И поради нас се и родителите, пошто се осудени да читаат разноразни коментари, некако татко ми е човек кој што пробува да не ги чита и да не им дава внимание, ама мајка нели си е мајка и она секогаш доаѓа и така е секогаш видно вознемирена, види сега овој што напишал, зошто вака напишал. Колку е тоа реален проблем? Според тебе? Е реален проблем, затоа што бидејќи живееме во едно време каде што на сајбер просторот или на социјалните мрежи секој може да пласира што сака. И многу е лесно да фрлите нешто и подоцна некој да треба да се докажува. Ама знаеш колку отиде еднаш кај информацијата, после дори да докажеш дали е така или не е така, губиш многу време, енергија, здравје, а и знак прашалник е дали ќе успееш нештото да го докажеш и сметам дека треба да се најде одреден механизам за да се спречат тие дезинформации кои што кружат. Светот се соочува со нив, не е само проблем во Македонија. Зговорите дека тоа е нели еден од постулатите можеби на либерализмот, односно слобода на говор, така? Така, слобода на говор, меѓутоа тенка е линијата помеѓу она што значи
одредена слобода и право кое што вие го имате, бидејќи либерализмот третира одредени права, кога тоа ќе премине во повреда на туѓо право или на туѓата слобода. Затоа треба да бидеме многу внимателни. Јас не викам дека треба нешто да се не знам како изрегулира, меѓутоа треба да се грижиме за точноста на информацијата, бидејќи една од постулатите е нели вистината и праведноста. Затоа треба да внимаваме на точниот извор на информации кои што ни се пласираат и она што го читаме. Некогаш многу ми е криво кога ќе видам каква горчина и омраза излага во тие коментари од луѓе кои што никогаш во животот ниту ве запознале, ниту ќе имаат прилика да ве запознаат. Зошто по твое мислење тоа така? Зошто луѓето веројатно тоа го наметнало, не знам како да кажам, можеби системот, можеби преминот од еден во друг систем, кога од поминувате во фаза од, не знам, комунизам, во сосема поинакво општествено уредување како капитализмот, кога се сочувате со многу информации, кога сте огорчени од се она што сте го виделе, можеби она што се случувало во 90-тите години оставило одредени последици, неправедноста на системот го прави своето. Може да се согласиме јас и ти дека ние кога бевме средно, немаше некое одскокнување на, не знам, луѓе кои што носеле не знам какви марки и брендови, сега децата веќе одскокнуваат и во тој дел. Можам да се сетам. И се создава завист, огромна завист. Јас имам братучет кој што сега заврши 8 одделение, кој што кога ќе почне да ми збори како они носат Гучи, Прада, значи тоа се некои работи кои што ние воопшто не сме ги третирале кога сме. Не можам да кажам дека не постоеше, но сигурно било во помал обем од тоа што е денес. Јас искрено не се, или можеби не сум обрнувала многу внимание. Ти си била фокусирана на учењето тогаш, така да. Можеби не сум обрнувала. Side activities не ти биле многу битни во тој период. Океј, меѓутоа мислам дека сега постои многу голема нееднаквост која што предизвикува одредена завист. Информацијата стига многу побрзо од реалноста која што ја живееме, бидејќи е многу достапна. Ние ги пратиме тие Холивуд живот што го имаат и слично, и се стремиме сите нешто да живееме некаков повисок стил на живот, и таа нееднаквост, тој јас, тие неможности, нееднакви можности кои што ги имаме, едноставно создаваат можеби одреден степен на фрустрација, и реакциите се нормални. Особено кон политичарите, кога можеби поради одредени личности во минатото кои што направиле многу на товар на државата, никогаш не одговарали, немало индивидуална одговорност, туку секогаш се става под нели генералната капа сите си исти, не се сите исти. Политичарите се повеќе на предмет, едноставно луѓето не сакаат да ве слушнат, не сакаат да слушнат дека може некој да е поразличен. Колку енергија ти одзема да го докажеш тој концепт, дека не се сите исти? Па одзема многу енергија. Првен треба да го покажуваш преку примери реални во собранието, како действуваш, дека не сте сите исти. Јас првен по нивото на политички диалог. Моите дискусии во парламентот никогаш не се базирале на навреди, нити обвинувања, туку секогаш се базирале на она што сметам дека е добро, лошо или можеби мој предлог. Никогаш не сум покажала никакви вербални или физички работи кои што може да предизвикаат омраза или насилство. Затоа што како се однесуваме ние имаме нели во партиите и членство кое што се уште сме во општество кое што го прати однесувањето на првиот човек на партијата. Ако јас се однесувам вулгарно, тогаш сите надале по дефолт ќе се однесуваат како што јас се однесувам. И ние сме сликата на општеството, бидејќи законодавниот дом е највисокиот дом во собранието, и тешко е и одзема енергија. Ајде, законодавниот дом, значи кога беше избрана за пратеник, нели се појавуваш правден во собранието и си викаш ова е лудница овдека. Што се случува? Добро, јас првиот мандат го почнав во едно време на COVID,
Кај што први ми беше тешко Беше да ги ремоут пратеник? први ми беше тешко да ги препознам луѓето пошто сите носевме маски. Потоа да, и да ги научам, кога ги симнавме маските, впрочем ми ги запамтив лицата на одреден дел од колегите, бидејќи навистина е тешко некако, бидејќи му ги гледаш само очите. Потоа бев долго време одсутна. Само една маска ли носат? Потоа бев долго време одсутна затоа што јас бев инфицирана со ковид и завршив на инфективна клиника и лежав месец дена со сериозни предизвици од болеста. И подоцна почна предизвиците кога веќе постепено ковидот замираше, почна поактивно да работи собранието. И во многу наврати кога сум слушала дискусии, седам и се викам дали е ова возможно или не е така, зашто збори кога не е така. И после сум ги прашувала колегите, бидејќи се трудам со сите да изградам коректен однос, сепак сме луѓе, сепак Македонија е мала земја и треба да градиме некој однос на почит, не мора ние да се сакаме меѓу себе, меѓутоа да имаме одредено почитување. Поинакво се работите кога седите приватно со луѓето, јас кога ќе застанат пред камера мислам дека луѓето тотално се менуваат. Тоа можам да потврдам 100% дека е така. Од некоја причина, дали од страх? Ако функционираме како што функционираме приватно, имаме одредени коректни релации и коректна комуникација, мислам дека многу повеќе би направиле и би имало поголеми резултати и по однос на она што се води како државна политика, но и по однос на она што се усвојува како политика насочена кон граѓаните. Дали си сведочала, значи самија малку интересно тоа околу собранието, затоа што знам дека таму се случуваат некои работи кои што не се на камера, па би сакал да ги дознам, да кажеме колку се физички пресметки чести или секојдневие таму? Пред камера сите сведочале дека имала, меѓутоа приватно нема такви случувања. Кога ќе се вклучат камерите, тогаш сите добиваат некоја енергија. Па јас да кажам, тогаш некако сите се менуваат и не знам што им се случува, веројатно нешто сакаат да докажат. Иако сметам дека ако би имале таа коректна комуникација, да разговараме врз основа на она што го говорам, идеолошки разлики или одредени согласувања или несогласувања, полесно би ги наоѓале решенијата и би имало поконкретни резултати. Ние сме сведочале на блокади на парламентот само заради политичка одлука. Немало реална причина. Или гласање на закони, секогаш се трудам ако е во согласност со она што јас сметам дека е добро за граѓаните, за државата или кое што влегува согласно мојата идеолошка определба и политиките на Либерално-демократската партија, да дадам поддршка без разлика од која страна доаѓа законската иницијатива или одредена одлука, меѓутоа во поголемите партии не е тоа така. И ако нештото не го предложиле они, може да не го гласат и после 2 недели да го предложат пак истото, ама да биде од нив важно. Има некоја суета, Колку постои идеологија денеска? Па веќе е многу тешко да се каже и ако ги гледате структурите на политичките партии ќе видите дека многу малку од луѓето кои што доаѓаат и се зачленуваат во политичките партии го прават тоа од идеолошки причини. Која е тоа главната причина? Финансиска? Па веројатно можеби одреден клиентелизам или некаков интерес. Затоа што некако сите се согласуваат дека тоа е штетно, ама никако се трне, нели? Така, сите се согласуваме, меѓутоа мислам дека секоја политичка партија придонесува во однос на тоа што се случува, поголемите повеќе. За жал, другиве политички партии кои што сме не со толку масивни членства, јас не велам дека сме нешто помалку важни или помали од другите, но не со толку масивни тврдокорни членства, го имаме тоа во многу помал обем, но големите партии го имаат воспоставено така системот и за жал кога имате систем каде што немате мерит квалитети, односно не ги цените само компетенциите, туку по дефолт од која партија доаѓате, тогаш таква е состојбата каква што е. Не може да ме кажат дека за најниските позиции работни, како продавач на билетара или технички персонал,
дека некој треба да има одредена книшка за да влезе, бидејќи таму стварно се минимални платите. Но за жал така функционира системот и колку и да се трудиме да го искорениме, сепак доминантно е тоа. Имаме можност денеска да посведочиме на политички системи што се смениле од корен, да кажеме. Не знам, мене беше многу интересен примерот на Ел Салвадор, например, со Најб Букеле, кој што важи како најкул диктатор на денешницата или како и да го викаат веќе. Тоа е радикален левичар. Радикален левичар, кој што меѓутоа има одредени работи кои што го менуваат системски општеството, ама таму тоа е она што се трудиме да го доловиме, ние што сме со поинакви идеологија од социјалдемократијата и конзервативната партија, дека не е секогаш левата и десната страна, дека може да има и нешто сосема друго. Да, се појавуваат и во светот различни идеологии и спревуваат на површина личности кои што им се дава можност и навистина можеме да сведочиме на промени без оглед на тоа дали идеолошки се согласуваме во одредени работи или не се согласуваме во одредени работи. Неговата приказна ми е доста интересна, не знам колку си запознаена, најверојатно си, затоа што буквално беше феномен во светот по тоа што го направи и многу се во конфликт дали е окей тоа, дали не е окей, затоа што он што направи беше стави 60.000 луѓе во затвор за период од година до година и пол, мислам дека припадници на банди кои што ја разоруваат државата, да кажеме, од внатре. И он реши дека ќе ги затвори сите, дека ќе им изгради модерен затвор специјален само за нив и на тој начин ќе проба да ја смени целата ситуација во нешто понормално, нешто во кое што успеа и нешто на кое што денеска светот му честита. Иако тоа значеше голема цена за луѓето на Ел Салвадор, да кажеме, што требаше да ја платат, затоа што во тој процес многу невини луѓе исто се затворија и Министерство за правда, мислам дека беше таму кај што едноставно секој ден има редица на луѓе кои што ги бараат своите најблиски, не можат да ги најдат затоа што еднаш кога ќе влезеш во тие затвори нема веќе излегување. И тоа беше, мислам, тоа ми е некако показател дека кога се сака се може. Кога сакаме да реформираме едно општество, секогаш треба да направиме поголеми реформи. Јас еве ќе тргнам од правосудниот систем кој што ние стално го говориме, ама со години ништо не се прави во оваа фила, не е нешто само ситно да измените. За реформи во правосудниот систем треба навистина од корен да се променат работите, треба некогаш радикална промена. Тоа најчесто значи погазување на доста човекови права во тој момент. Јас се не зборам за конкретниот случај на општо да. Бидејќи не се во тој дел имам одредени други поинакви мислења, меѓутоа за да направите на пример реформа може и да не ги погазите човековите права, затоа што има одредени механизми како се прави. Јас не сметам дека ако се направи реформа со која што ќе се обезбеди испитување на потеклото на имотот на сите политичари од 90-та година до денес, дека е прекршување на одредено право. Бидејќи ние имаме луѓе кои што стекнале многу капитал на товар на граѓаните или на буџетот, кои што сега си се политички можеби пасивизирани, но го ја користат моќта за да вршат влијание и во политиката, и во политичкиот избор, но и во правосудството. Така да не гледам како се повредува тука одредено човеково право ако вие ги ставите под еднаков третман тие луѓе како и сите луѓе кои што честно се заработуваат. Не гледам како би се повредило некој право ако дадеме еднаква можност на секој кој што има одредени компетенции да претендира за функцијата судија. Бидејќи ние во изминатиот период само сведочиме на листи на функционери чии што семејства се наоѓаат во изборот на судии. Значи не гледам дека со некои радикални реформи кои што ќе воведат ред дека ќе прекршите нечија права, баш напротив. Добро, некако
тогаш не е јасна причината зошто толку касниме со многу работи, али тоа е Причината е совршено јасна и сите ја знаеме и јас и ти, а тоа е затоа што на политичките елити кои што се создадени во 90-тите години повеќе им одговара ваков систем каде што ќе можат едни меѓу други да се помагаат, а највеќе на крајот од денот страдаат оние кои што се на најниските работни позиции. Моника, ти си дел од новата политичка елита и од новата генерација на Новата генерација, така, која што за жал го носи товарот од минатите генерации, бидејќи ние не сме учествувале во креирање на системот, но сме го наследиле таков каков што е, но имаме сериозна задача да го менуваме истиот. Колку е пречка, мислам колку е товар минатото, да кажеме, дури да напред? Товара, бидејќи секогаш го носите, знаете како, го носите на себе, не можете да избегнете бидејќи веќе е создадено. Но конкретно ти на пример немаш никаква врска со тоа. Значи ти си генерација на политичари кои што нема допирна точка со други држави, значи ти си родена во Македонија, работиш и настојуваш да усовршиш таа држава, значи истиот политички систем е некако нели имаш некоја малце поголема слобода. Да, меѓутоа знаете се она што се темелало како недостаток низ годините, сега мојата генерација има задачи да го и реформира и да го обновува, а се уште да се бори со тие стари структури кои што се уште се на некој начин може не толку активни политички, тие се пасивизирале, меѓутоа се тука активни во општеството и не дозволуваат туку така преку ноги да се променат работите и да им се одзема комфорот во кој што живеат. Затоа кажав дека е сериозен предизвик и е многу одговорна задача и на нас зависи ако сега се, да кажам, прокоцка шансата или се пропушти шансата, мислам дека ќе западнеме во уште по големи општествени кризи кои што нема да значат добро на државата. Нели е тоа процесот на учење? Нели кроз кризите, кроз тие болести секоја држава што ги има, едноставно треба да учиме од грешките и од искуствата, ама ние никако како да не сакаме да учиме. Затоа што пред се за да учите треба да ги прифатите дека тоа нешто било погрешно или дека можеби на долг рок се покажало погрешно, но сте сметале дека во даден момент е исправно. Ма ние не сакаме да ги прифаќаме ниту добрите, ниту лошите работи. Проблемот е што не се воспоставува некој како да кажам, континуитет на доброто, но се остава само бремето на она што е тешко од минатото. Добро, мислам дека луѓето ги носат промените, луѓето како тебе најверојатно и таа нова генерација има должност да ги донесе и има способност да ги донесе тие промени. И затоа ми е интересно како се градени тие луѓе, односно како си ти изградена и кој беше твојот пат. Тоа е она што пробуваме да знаеме денеска. Каде ти ги научи тие етички морални вредности, каде ти ги научи тие кодекси на однесување, каде ти ја научи, каде ти го градеше твојот систем на вредности како правец, непоколеблив правец кој што ќе те води, да кажеме, низ ова коруптивно крајно време. Секоја личност има свој карактер и свој гледишта на работите, нормално дека одредени работи ги стекнуваме во рамки на домашното воспитување, одредени работи во текот на образованието. Јас голем дел од моите видици за оно што го говорам денес не се стекнати во време на образованието и научени од многу од луѓе кои што јас ги почитувам исклучително, ме биле професори. Вие креирате системот, го креирате системот на вредности кои што ги негувате. Не знам колку треба, каков систем треба да искреирате за да поддржувате нешто што е или во какви вредности да живеете за да поддржувате нешто што не е добро или кое што разорува државата или е криминално или слично. Јас не сум воспитувана така, кажав и на почетокот. Че генерално она што доаѓа првичното домашно воспитување, потоа во процесот на образование и на друштвото кое што го имате, со кое што делите заеднички идеи, визии и слично. Иако морам да кажам дека во Македонија имаме многу и лажни вредности, бидејќи ние сакаме многу да морализираме, ама кога се работи за другиот, не за себе си.
често знаеме нели да продаваме она што е добро за другиот или да кажуваме како не му е срам, ама ние да не се погледнеме во огледало дека можеби ние го правиме истото. Или живееме во некои изопачени вредности кои што не знам, све нешто не смета, ама сакаме да продадеме некој лажен морал. Еве ќе секогаш ми било чудно зашто мора да се, кога влегувате во политика, да го сликате цело семејство, да знаат сите дека вие живеете во семејство со баба, дедо, куче, маче. Ако некој нема создадено или ако нема деца или не создал, не знам, традиционално семејство, помалце е вреден. Па тоа е неверојатно. И тој може да потекне промени, така, во општеството. Дел од гласачката машинерија, претпоставувам, не знам, значи бројките од луѓето стануваат некако многу битни од кога ќе дојдат луѓето на функции. Па да, ама поважно е да јас прикажам дека живеам со мајка, татко, сопруг, деца, кучиња, или поважно е она што го промовирам и го правам за општеството како политичар. Без оглед кои ми се родители и со што се занимаваат или кој ми е сопруг и со што се занимава. Па поважно е неверојатно да се освои јавното мислење, така, а јавното тоа е мислење креирање на според мене вредности кои што тоа се многу лични работи. Треба да ги цениме луѓето по однос на она што го прават во позицијата која што им е доверена, а не што го прават во приватниот живот. Претпоставувам дека таа недоверба. Сега нормално дека ако јас сум предмет на блуд и разврат, не можам да промовирам не знам какви закони во собранието, бидејќи ќе немам кредибилитет истото да го правам, луѓето ќе кажат како се однесуваш, тука не кажуваш на нас како ние треба да се однесуваме. Затоа кажав, ние сме пример и во однос на диалогот, комуникацијата која што водиме, она што го представуваме, но не сметам дека и сепак треба да е пресудно она што го носиме како квалитет во професијата која што ја вршиме, без оглед на тоа од какви семејства потекнуваме, бидејќи не секогаш значи дека не е тоа пресудно. Имаме колешки кои што можеби не можат да имаат деца и сега нема да се сликаат со детето, таа е помалку вредна како пратеничка од некоја пратеничка што ќе се слика со децата. Не е помалку вредна, исто има квалитети, знаења, вештини. Најверојатно се реферира повеќе на тој некој личен аспект, да се добија гаранција дека човекот е нормален, затоа што нема. Да, ма ние треба да го учиме општеството дека да ги прифаќа сите луѓе согласно нивната стручност и компетентност, а не согласно она што се определиле да бидат или како ќе го живеат во тој дел живот. Таа недоверба во текот на годините што се развивала, најверојатно ја наметнала потребата да се докажуваат одредени аспекти од личниот живот, дека тука е се окей, дека тука има семејство. Јас па на пример сметам дека колку повеќе го покажувате личниот живот, толку повеќе можат и медиумите да се земат за право и да ви чепкаат во личниот живот. Колку повеќе личниот живот сакате да го држите на страна од она што професионално го работите, дека повеќе доаѓа до израз професионалното, отколку она што ви е лично и нешто интимно што вие го живеете. Пак тоа е пракса. Бидејќи сите луѓе имаме и проблеми, и одредени предизвици, така да не значи дека ако се извадиме на виделина, некој сега од луѓето ќе рече браво или ќе на посожали или ќе каже супер сега пошто имаат не знам, пошто живее со бабата е поодговорна. Океј, да се вратиме малку на нашата приказна, ние застанавме кај младинскиот огранок. После некој време делување таму, доаѓаш како претседател? Не, подпредседател на партијата, задолжен за меѓународна соработка. Всушност и мојот мандат во ЛИДЕМ, Либерално-демократската младина, пред време престана, затоа што бев
од страна, бидејќи председателот току што ги предлага подпредседателите со кои што соработува, ги избира Централниот одбор, од страна на председателот бев предложена за подпредседател, тогаш бевме 4 подпредседатели, сите со различни задачи, еден задолжен за локална самоуправа, другиот за друг дел од програмата, аз бев задолжена за меѓународна соработка. Колку тоа те турна уште толку, да кажеме, во политиката и колку се зголеми едноставно одговорноста и со тоа знаењето за политичката сфера во која што делуваш? Па тоа едноставно те влича повеќе да читаш за сите глобални политички текови, да почнеш да размислуваш каде државата се движи, веќе повеќе размислуваш на однос на државно ниво отколку на секојдневните предизвици. И се трудиш повеќе да доближиш државата кон она што го гледаш кон успешни приказни. Например, за мене секогаш пример Естонија, од една мала држава, сиромашна држава која што успеала да се развие сега да биде лидери во дигитализација и да ја земаме како пример во системот, или не знам, Ирска држава која што се соочувала со војни. И едноставно почнеш да размислуваш повеќе како сакаш да движиш државата да стане дел од оние држави кои што ги креираат, кои што носат големи одлуки, геополитички, да си дел од геополитичките случувања, повеќе се те навлекува и се стремиш да го направиш тоа, сакаш да влезеш во процесот заради тоа што знаеш дека твојата држава има потенцијал, знаеш како изгледаат тие процеси, сакаш да ги видиш представниците од Македонија кога седат на... Имаше ли прилика, например, да ја посетиш Естонија и да видиш како изгледа тоа од внатре? Јас сум председателка на групата за Балтички земји, во Естонија не сум била, иако многу соработувам. И го знам добро, мислам добро како функционира и системот, имам соработка таму со колеги од парламентот, бидејќи на власт таму се либералите, кои што не се наша сестринска партија. Се надам дека во скорошна иднина ќе исто така ќе направиме посета таму. Добро, значи дали функционира тоа на таков начин, да кажеме? Ќе видиме сега на пример успешна земја и са нели ќе сакаме да го пресликаме успехот на некој начин. Дали тоа не можеме секогаш се да пресликаме, сепак треба некои работи да ги адаптираме и на она што го имаме тука. Меѓутоа, дали функционира, сведочат и луѓето, по задоволството на луѓето, кога ќе видите среќни луѓе, тогаш знаете дека во рета системот, кога ќе видите како кај нас секој втор кој што му е смачено денот да го помине, сваќате дека и самата држава го креира, атмосферата во државата креира и расположение кај луѓето. Во голем дел сигурно, но тоа се најверојатно некои сега трендови глобални. Тоа е нешто на кое што... Да, ма едноставно тоа ве мотивира повеќе да бидете активни за да се стремите кон нешто подобро, бидејќи сте виделе подобро и знаете дека имате можности и капацитети да го достигнете тоа. Да, но имаме некој комплекс на пониска вредност секогаш кога не знам правиме анализа да кажеме за Македонија и сега тоа е пример анализираме феномени и сега тоа е нешто што овдека само нас не се случува или само ние сме вакви или само ние сме такви, нешто што мислам дека не е окей, нешто што мислам дека им се случува на многу луѓе во многу сиромашни држави или држави од вториот или третиот свет, мислам дека истите проблеми ги имаме. Па да, имаме исти проблеми, меѓутоа ние треба да се стремиме да се направиме нашата држава подобро место и држава која што ќе парира со оние кои што се подобри држави. А сега секогаш може да има полоша, ама стремиме да бидеме кон оние кои што се да го следиме примерот на оние кои што се подобри. Барам јас така сметам дека треба да е. Македонија има многу потенцијал и јас сум исто поборник кога се среќаваме на тие меѓународни настани да се кажуваат само негативните работи. Ние имаме многу позитивни работи што може да ги понудиме на светот и со кои што може да се гордееме. Може ли да ги понудиме тука, например, неколку од позитивните, чисто за луѓето да добијат или да се потсетат дека има и такви? Па добро, први имаме многу природни ресурси, имаме планини кои што може да развиваат планински туризам и така. Ние сме држава која што има многу плодна и обработлива земја која што за жал не обработува и не произведува.
а има капацитет да произведува и да му помогне на светот во предизвиците со борбата со сиромаштијата, односно снемувањето на храна, бидејќи знаеме каква борба ќе биде производството на храна. Имаме многу потенцијали. Иако е Македонија мала држава, имаме добар биодиверзитет, многу потенцијали што може да ги понудиме. Го имаме во Прилеп рубинот, нешто што јас себе неодамна го дознав дека и како се купува од тука и луѓето прават пари од накитот што го произведуваат од рубина, ние го имаме, не го промовираме, не го користиме доволно. Минералните суровини, да не зборам, можеби се експлоатираат за сметка на нечи лични интереси, а може да има бенефит целата држава и општество. Да, има доста такви некои места и како рудникот Алшар, мислам дека еден од тие и некои такви места кои што едноставно се држат во тајност, се експлоатираат интензивно. Затоа кажав, се експлоатираат за лични интереси, но нема никаков бенефит целокупното општество. Не само што нема бенефит, воопшто во јавноста не се збори за нив, не се знае дека постојат. Мислам дека сме многу малку свесни за сето ова, бидејќи сме окружени со секојдневните проблеми и не кеме да ги видиме другите потенцијали кои што не знаеме што имаме. И цело време сме некако на негативното така. Што нели си носи своји последици и така натаму, но од подпредседател ја преземаш после колку време председателската функција? Бев подпредседател, односно станав подпредседател на партијата во 2018 година, мислам, така, 2017 или 2018, не знам точно, така да не баш малку години, поради одреден, можеби без никаква амбиција за председател, поради сплет на околности, дојдов на чело на партијата во која што со која што растев, односно бев приморана да слушам све што се случува внатре. Ти беше ли реално, да кажеме, кога дојде на таа функција дека ово ствари се случува моментално? Кога станав подпредседател, очекувањата ми беа дека еден ден, гледајќи ги состојбите внатре, дека еден ден по природа на нештата ќе ја превземам и лидерската позиција. Меѓутоа немав некоја амбиција да се брзам или дека тоа ќе се случи сега, утре, задутре на следниот конгрес. И некако баш по таков природен след на нештата дојда до тоа да го превземам кормилото и единствено ме радува што е прва жена председател на партијата, иако од ЛДП излегле многу мокни, силни женски индивидуи, со кои што се пример за општеството. Можам да ја спомнам Ангелка Пеева Лауренчич, која што мотивира многу жени предприемачи, но и низа други жени сега да не ги набројувам. Но прва жена лидерка на самата партија, а и можеби веќе и единствена жена лидерка, бидејќи бевме заедно со председателката на Демократската обнова на Македонија, но таа повеќе не е на чело на Зелената партија, така да веројатно останувам јас единствена во се уште машкиот политички свет да се борам. Колку е предизвик самиот факт што си жена и што чекориш во политика? Прво сметав дека тоа некако можеби не се забележува, но кога седнавме на лидерска средба, кога сватив дека сме само две жени на масата, тогаш, сега веќе само една, веројатно, свеќаш дека ти сериозно сега се носиш со и предизвик и одговорност, бидејќи вие мажите меѓу себе имате поинаков некаков така глед кога ќе седнете наспроти жена, се уште ја третираат како нешто по така слабичко, по емотивно. Се уште е предизвик да сватат луѓето дека вие имате ваш став и мислење дека не може туку така да им поминат работите. Да, и најверојатно ќе треба малце повеќе жени за, не знам дали ќе успееш сама, но најверојатно ќе треба уште неколку да се пробијат по тој пат за да докажат дека тоа вреди.
пошто најверојатно во спротивно мажите И се секогаш се во право. повеќе предмет на напади, бидејќи нели си кажа таа е сега жена, ќе ја нападнеш, емотивно ќе падне. Ќе се деконцентрира. Да. И сега тука треба сериозно да покажете. Имаше баш се сеќавам на еден совет од пријателка или обучувач од Естонија, која што каже емоциите ќе си ги заклучите дома и на маса кога седнувате на тие лидерски средби, нема покажување колку и да ви се плаче, ќе излезете во веце, ќе се исплачете, ќе се вратите и ќе покажете дека и вие како жена може да се носите, не бидете постојано под емотивен напад или набој на емоции. Добро, но тоа е така. Значи претпоставувам дека жените се поемотивни и дека тоа треба да е така до одредена мера. Е сега нивото на контрола најверојатно кај жена со лидерска функција треба да е поголемо. Така. Иначе не треба тоа не може да си робот. Претпоставувам. Колку се зголеми притисокот врз тебе од моментот кога го презеде кормилото, како што викаш? Многу. Дури може би еве како подпредседател, да, сум комуницирала со членството и сум имала конкретна работа да промовирам и Македонија и партијата на меѓународно ниво, меѓутоа кога сте прв човек на партијата, веќе одговорноста и притисокот се многу поголеми, не само од страна на членството, но и во политичкиот спектар. Јас ја превземав партијата во предизборна година, кога веќе изборите чукаа на врата и немаше некој многу простор за да се покаже нешто, доколку располагате со капацитетите и ресурсите кои што сте ги наследиле. Треба да внимавате бидејќи е предизборна година, да не се направи некаков јаз во партијата. За среќа, ЛДП и на Конгресот настапи под слоган Обединето храбро, гласно, дека сите стоиме заедно, бидејќи ако постојат повторно оние фракции од минатото, ослабнува либералната идеологија и никој не добива ништо, а центарот гледаме дека се уште е малта не празен, односно никој не го зазема. И тука се најверојатно најтешките идеи и предлози Така, претпоставувам. првиот притисок и првиот стадиум на одговорност и притиск треба да го покажете кога ги бирате тимот со кој што ќе работите. Тоа е кога составувате органи на партија, секогаш постои ризик дека некој ќе се налјути, зашто не, а не нешто свесно или несвесно, туку едноставно бирате тим на луѓе кои што сметате дека би биле тука на располагање во секое време заради кооперативност и ефикасноста на работата. Меѓутоа, луѓето кога нема да ги поставите, мислат дека имате нешто лично против нив, па треба да разговарате со секој поединечно, да ги составите првен раководните тела на партијата. Тука многу соништа се рушат и многу амбиции паѓаат во вода. Постои ризик одреден дел од луѓето да се разочараат и да мора да најдете начин како да ги мотивирате повторно. Нормално е дека можеби некој ќе донесе одлука да се пасивизира заради одредени своји лични ставови или да се чувствува дека едноставно не се пронаоѓа во начинот на менаџирање на партијата, бидејќи секој лидер има одреден начин на кој што работи и функционира. Дел од луѓето можеби ќе се пронајдат и ќе партиципираат, дел од луѓето ќе бидат се уште членови, но ќе решат да бидат попасивни во одреден период. Така да првиот предизвик беше тоа. Подоцна одлуката за настап на изборите. Секогаш е огромен притисок дали партијата ќе настапува самостојно, дали ќе прави одредени коалиции, па почнуваат тие преговори за коалициски места, дали ќе се договорите со партнерите, нема да се договорите со партнерите. Тука е претпоставувам највалканиот дел од целата политика. Тоа е еден многу тежок период и е голем притисок. Голем притисок пред се затоа што членството надале не го чувствува, меѓутоа и така како раководните лица, не само председателот, но ќе ги ставам тука генералниот секретар, подпредседателот, имаат сериозен предизвик во носење на одлуката, бидејќи кога носите одредена одлука, треба да бидете свесни дека таа одлука носи одредени
последици, да кажам, од одлуката. За среќа, успеавме да обезбедиме добри места и позиции во рамки на коалицијата, иако на крај генералниот резултат на целата коалиција беше послаб, но јас сум задоволна за тоа што го покренавме и визибилноста на партијата, но и ЛДП постана парламентарна партија, бидејќи гледаме дека многу од партиите не се повеќе во парламентот и дека постои можеби еден тренд, не е веќе она традиционално истите партии да влегуваат во парламентот, но еве постои, се менува веќе политичката структура на парламентот, влегуваат и нови политички субјекти, така што доста интересен парламентарен состав. Да, некој нов ленскейп што се формира, али се уште некако останат впечатокот дека тоа е одскочна даска за некоја си функција, вработување, бенефит некој. Значи не се работи за давање, туку се работи повеќе за земање, самото членство и самите амбиции во политичките партии. Па добро, и луѓето гледате, гравитираат од една во друга партија, нормално водејќи сметка од тоа што е нивни интерес. Ретки се оние кои што се тука цврсто идеолошки. Тоа е генерален проблем, тоа се создало низ текот на годините и тоа за жалост станува. Можеш ли ти како лидер да кажеме да идентификуваш кога некој идеолошки е присутен во целата приказна и да го Многу лесно се идентификува и ги препознавате луѓето кои што влегуваат исклучиво од идеолошки побуди, кои што се поборници и сакаат да се борат за либералната или либерално-демократската идеологија. И можете лесно да видите кои луѓе доаѓаат тука, бидејќи најчесто оние кои што доаѓаат заради одреден интерес, кога интересот полека се губи, тие гравитираат во друга политичка партија каде што ќе сметат дека може да го задржат тој интерес. Имало такви многу луѓе. Знаете, кога работите со луѓе, кога партијата не е тука, вие не добивате плата за членството во партијата, е здружување на доброволна основа затоа што ве зближуваат одредени идеали или одредени интереси во поново време. Кога доминира само интересот, најчесто тие луѓе кога ќе насетат дека можеби нивниот интерес ќе биде загрозен или ќе се загуби, тоа особено кога од власт преминувате во опозиција, луѓето си бараат онаму каде што им е важно да го остварат својот интерес. И претпоставувам дека таквите луѓе треба да се помалце вклучени во водењето на партија. Па да, за среќа и со тоа креирање на пошироката политика. Можеби тие се дел од, се претежно дел од општински организации слично, затоа што вие кога го правите раководните структури гледате тоа да бидат луѓе кои што навистина се тука и ги водела идејата. Кај мене централниот одбор е некако баланс помеѓу мажи, жени, млади, возрастни, бидејќи сметам дека ниту младоста, ниту староста не е хендикеп, но туку кога ќе ги здружите заедно може да има многу подобар резултат, бидејќи искуството и прогресот си носат своји видни резултати. Океј, ајде да збориме за две идеи што се карактеристични за вас и што ги туркате, а мислам дека нашето општество некако тешко ги прифаќа. Тоа се канабисот и LGBTQ заедницата. Значи, ќе почнеме со канабисот. Ваша заложба од поодамно е малце, мислам дека така кажав уште од младината, а внесена во документите на партијата уште во 97 година. Што е проблемот да се прифати тоа кај нас? Јас искрено не знам што е проблемот. Едно време можеби беше табу тема и ние како подмладок, напоменав и на почетокот, ја буткавме за легализација на канабис во медицински цели. Се донесе законот, иако не така како што се очекуваше да се донесе, бидејќи се уште не е толку пак има одредени кои што ги држат лиценците за тие медицински цели, нема таа либерализација за која што ние се стремевме. Регулацијата на просторот не значи дека секој ќе биде зависник од дрога, како што сака да се прикаже во општеството, дека ако сега се легализирал или се декриминализирал канабисот, тие сите ќе станат зависници од дрога. Тоа не е точно. Луѓето кај нас не сакаат да ги слушаат фактите дека секаде каде што канабисот е легализиран,
има поголема контрола во системот и на квалитетот, и на производството, и на тоа како се дистрибуира, но и во делот на медицинската употреба, каде што вие може да одгледувате за ваша некој го користи заради рекреативно, некој може да одгледува одреден број на стебла заради медицински цели, да се го прави тоа масло дома. Мислам дека дека е закочен законот, бидејќи нели почна едно време се дозволи, се отворија тие плантажи за производство на канабис, меѓутоа и тоа не беше онака како што требаше да биде на слободен пазар, бидејќи пак ги зема лиценците одреден круг на луѓе. Мислам дека регулацијата доцне и се создава погрешна перцепција во јавноста дека сите ќе станат зависници, само заради тоа што на некој му одговара да канабисот се дистрибуира по илегални канали или на црниот пазар. Затоа што кога ќе имате регулација, нема да може одредени поединци да се полнат со пари, да нема контрола на квалитетот. Иако нели ќе кажате во Амстердам секаде, не е точно, има во таа регулација може вие да одредите на која јавна површина е дозволено, на која може да бидете прекршочно санкционирани. Зашто не би било дозволено? Секој елемент на препродажба нормално дека останува кривично дело. Значи, ако вие пуштате во продажба наркотици, тоа останува нормално кривично дело. Меѓутоа, кога вас ке ве фатат како сега што има пуни билтените на МВР со еден џоинт за рекреативна употреба и ќе бидете третирани како најголем криминалец, мислам дека ништо не добива државата, но се полнат поцрните канали од реално, значи реално, еве да кажеме од денеска се е легализирано, мислам ова што го збориш моментално. Нели постои опасност? Мислам, како би кој би го контролирал таа препродажба, рекреативна употреба, 2 стебла, 3 стебла и така натаму? Како што сега може да се контролира, не е точно дека би било на сите страни, затоа што и во земјите кои што го регулирале тоа и го легализирале канабисот, не се продава на сите страни. И вие имате точно одредени шопови каде што сега може да го купите. Зошто ние не можеме да направиме регулиран систем? Значи, токму тоа продавање... Другите системи не се регулирани. Затоа што токму тоа продавање на сите страни може да биде елемент на продажби и повторно вие кривично да одговарате. Ние збориме за систем кој што се воспоставува, значи јас говорам за систем кој што би се воспоставил, каде што точно ќе се знае каде се продава, точно ќе се знае доколку стебла се рачунаат за ваша собствено одгледување или посад, или кога поседувате, ако најдат во вас, точно се знае доколку грами може да се смета за дозволена употреба. Значи, кога правите регулиран систем, правите целосен систем кој што ги опфаќа од прекршувањето до она што значи слобода на користење, но и на производство. Ова што ми го збориш ти дека насекаде, тоа сега се случува. Тоа сега се случува и ние можеме да посведочиме како уште од тинеџерските години може по на било кој ќош да се купи. Веќе не е ни проблем само канабисот, туку проблем е што веќе на секој ќош може да се лесно да се дојде до кокаин. Вие излезете во дискотеките, ќе видите дека многу малолетници слободно си шмркаат кокаин и не им ја гајле. Тука треба малку државата да се размисли кога нешто го имате како појава. Ама значи треба да го регулирате. Реално и тоа е реалноста, точно дека тоа е реалноста денес, но нели замислуваш ситуација во која што е тоа легално и дека овие луѓе ова подрачјав дека и начинот на кој што функционираат системите кај нас, дека тоа не би било баш можеби најголема слика. Ние мораме еднашка да почнеме од тоа да воспоставуваме систем на кој што ќе му веруваме, во кој што секој од органиките ќе врши својата задача. Значи, ако знаеме што е регулирано, што не е регулирано, нема да имаме нема да ги осудуваме некој што сега знаеш дека во истиот член
се под истиот член се квалификува и тој што препродава и тој што за лична употреба користи. Ама со некој акт таму на обвинителство има од помала количина и од поголема количина, што е против правен акт, затоа што не може обвинителство да го регулира ако во законот регулира. И сега затоа што за такви широки членовите 215 и 216 мислам дека во кривичниот законник, ние ги полниме секој ден билтените, дека некој бил казнен и се пишуваме дека нешто, не знам што сме спречиле. Што не е, точно е. Сакаме да живееме во систем регулиран, на кој што ќе може да му веруваме, или сакаме да на црниот пазар ги полниме поединци со пари и да биде системот она што го говориш, каде ќе стигнеш да можеш слободно да се земеш. Нешто кога постои, поубаво е да го регулираш и да го следиш како се одвива и како тече, отколку да настане тотално. Тоа не е ни систем, не систем, бидејќи никој не гледа што и како се случува и најчесто страдаат баш оние кои што најмалку имаат одговорност и секогаш се тие кои што стварно заради лична употреба го користат, а не го пуштаат во промет канабис. Океј, но прашањето ми е колку сме свесни за ефектите. Ние ја креираме и едукацијата и свесноста и мора еднашка да се научиме се што се прави како промена системска, нормално дека постои страф и ризик како ќе функционира. Меѓутоа ако не се превземе одреден ризик, никогаш нема да знаеме дали ќе биде подобро или полошо. За да се вратиме во нерегулираност, секогаш можеме. За да нешто го систематизираме и да даде одредени права и обврски, тогаш оди потешкото и тогаш имаме оној страф како ќе се воспостави, но ајде да пробаме да го направиме. Ако покаже позитивни резултати, тогаш сите ќе се китиме, нели, со бенефитите, ама еден мора да го истурка пошто било многу контроверзно и сега ако биде лошо, тој ќе го караме, ако биде добро сите ќе ги уживаме бенефициите. Целата контроверзија е во тоа дека ствара зависност, дека реално создава проблем кај луѓе што пред конзумирање на марихуана го нема. Тоа е аргументот, така. Значи колку така, со Виктор, тој аргумент тоа има одредена пеат, меѓутоа зависност создава и алкохолот, зависност создаваат и цигарите, па ги има легално се продаваат. Се продава алкохол и на малолетни и на полнолетни лица, иако има одредени нели забрани, закони и слично. Кога се воспоставува одреден систем, треба да се воспостави системот на мониторинг после тоа. Постои. Не значи дека ако биде достапно во одредени места кај што ќе знаете дека може да го набавите, дека ќе се зголеми бројот. Напротив, земјите кои што го легализирале покажува намалување на бројот на корисници на канабис. Зашто тој што сака да набави, ќе најде и по илегален пат ќе набави, ама нема ниту контрола каков квалитет набавува, ниту од кого го зима, и затоа често сведочиме го нашле не знам каде заради дрога бил не знаеме за каква дрога, значи стварно живееме во едно општество кај што треба да се замислиме како ги поставуваме работите и од што правиме на табу тема и контроверзии и што би ни донало ако не ги гледаме баш толку како табу или контроверзна тема, туку како нешто што може да даде позитивен резултат. Во претходната епизода, претходното снимање ни беше Ѓорги гостин. Он моментално работи како инструктор во Нарконон, тој е центар за рехабилитација од тешки дроги. Во неговата приказна он кажува дека неговата зависност со 18 години 18 годишна зависност од хероин започнува со користење на марихуана, да. И не само тој, туку сум навистина познавам повеќе случаи кои што едноставно првиот чекор го прават со марихуаната и завршуваат многу тешко. Познавам уште повеќе кои што знаат да го регулираат тоа и не им прави драстична промена во животот, иако може да се види некој оспорување. Значи вака реално го си прави мовец, се малце така. Јас никогаш не сум користела, ниту сум пробала, меѓутоа ета и тие по илегални канали го набавувале и создала зависност. Значи тој што сака
нештото да го набави, ќе си најде начин како да го набави. Ние сега говориме и кривично одговара со нешто, ќе заврши со помена во билтен или слично. И ние не збориме да се избрише кривично пуштањето во употреба или слично, туку да се воспостави систем. Ако ти не го знаеме дека има нели канабис шопови, ако нормално на улица јас го купам од друг, има елементи на кривично дело. Тики тоа не ми го регулира системот. Ама не можам да одговарам кривично ако јас лично сум решил, сум го набавил и ме фатило полицијата со еден джоинт, исто како некој што продал 90 моментално таа е поставеноста, исто одговараат. Тоа сакам да кажам дека член 215 не го регулира посебно она што е за рекреативна употреба, туку се става во едно. Тој што пушта наркотични и други психотропни, значи нема прецизирање, нема дистинкција на работите. Дури ете имаше случај кај што нели дечко правеше за медицински потреби, а беше кривично гонет. Јас за тоа говорам дека мора да знаете вие, да, ако јас ти дозволувам 2 стебла, 3 дома, повеќе од тоа, нормално дека пак ќе биде казнива. Ако те фатам на површина која што одредена како јавна површина која што не смеш, ќе биде, а лично го посетиш, ќе биде со одредена прекршачна парична казна за да не ги пуниме кривичните билтени. Ако фатам дека некој препродава нелегално, повторно е кривично дело. Ама тогаш државата во тие фан шопови ги контролира квалитетот на канабисот, тогаш се плаќа од секоја продажба оде нели данок се плаќа на државата. Тогаш државата го има тој регулиран систем наместо црниот пазар и наркодилерите. Имате ли некој мониторинг, да кажеме, во колку држави е легализирано до сега? Па, вака адхок што пратим, Германија, Канада има легализирано, Хрватска, мислам дека Грција почна со некоја, дали го донесоа законот, Тоа е не сум баш сигурна, за Германија сум сигурна. За Грција е многу битно. Холандија веќе знаеме дека е и таму не е како пионер, да. Така, да, ама не е во Амстердам како ние што си мислиме кога одиме на Одиш на облаци. Туристички, па се е интересно и таму има регулиран систем колку што како се може. Белгија има до некаде регулација, нема целосна легализација на системот. Мислам дека уште им фали до на целосен систем на легализација, бидејќи е многу различно, кај нас ги мешаме и декриминализацијата со легализацијата. Разликата е? Декриминализацијата е ова што го зборам дека ако ве фатат за лична потреба до одредена количина да одговарате, да платите парична казна, да не одговарате кривично. Кривично да одговарате само кога има пуштање во употреба. Легализацијата е еден цел систем кај што го говориме ова за колку стебла би се рачунало дека е легално да се гледува тие кофи шопови или како е да ги викаат канабис шопови, контрола на квалитет, на даночење, значи тоа е цел еден по систем на регулираност. Интересно, мислам дека е голем предизвик за вас. Е предизвик, е се уште контроверзна тема, меѓутоа е појава во која што се повеќе се зголемува и се шири, така да не може ние да бидеме неми, да мислиме дека не постои околу нас или дека ако не говориме за тоа, нема да се случува, ќе исчезне. Денеска дојав до еден податок, баш кога маца читав на оваа тема маца повеќе, дека најголем број на корисници по глава на жител моментално има во Израел. Не знам пак, значи дали ми е точен изворот, но некако ми е многу логично, затоа што таму со се она што се случува некако ми е како се отвара прашањето веќе во многу зими, кажав, не знам више, не сум баш сигурна за некој што ги набројав, сум сигурна за тоа што ги пратам.
Не знам за останатите, Израел, сигурно Израел, има. Канада и Америка се јавуваат како моментално држави со најголем број на корисници. Да, во Америка бев сега и може да се забележи. Што правеше во Америка? Бев на програма за европска безбедност, одбрана и предизвици во пресрет на НАТО самитот. Интересна програма, меѓутоа доста класифицирани информации. Океј, значи не смеам ништо да прашам. Па добро, нешто. Океј, имаме други прашања. Значи ќе се вратиме на второто прашање, односно LGBTQ заедницата, што е уште поконтроверзно, мислам дека по самата природа, посебно кај нас. Така да тоа е една група на луѓе кои што долго време веќе се среќаваат со екзистенцијални проблеми кај нас, мислам дека. И туку имате уште еден предизвик. Добро, иако ако говорите со луѓето, ќе ви кажете кои прави им се загрозани. Не им се загрозани, може што сакаат да прават. Но реалноста не е баш така. Тоа се маргинализирана група на луѓе кои што имаат сериозни предизвици, борбата со стереотипите и прифаќањето од општеството. Потоа и во делот на оние права кои што произлегуваат по основ на партнерство, во делот на социјални права, користење или пренос на пензија, на туѓа нега, на болничко лекување. Знам дека е контроверзна тема. Носи, можеби, не носи воопшто политички поени, затоа сите ја избегнуваат. Да проценеат дека носи политички поени, веројатно сите ќе се тепаа кој да го узурпира просторот. Зошто не носи просторот. политички поени? Мал број на луѓе или се не се доволно гласачи или што е проблемот? Не е дека е тоа мал број на луѓе, меѓутоа поголем број на луѓе е оној кој што има одреден амозитет можеби кон темата и не е во тоа тврдокорно гласачко тело кое го препознаваат партиите. Односно, за тој што ќе се нафати да го... Јас поаѓам од аспектот на човекови права, затоа што секое право, особено оние природни права кои што доаѓаат, како што сакаме да сите плаќаат даноци и тие луѓе плаќаат даноци и се даночни обврзници и имаат одредени обврски кон државата, треба да имаат право на слободен живот и слободно изразување, да не се плашат дека ако ја кажат својата сексуална определба или не знам родов идентитет, дека ќе бидат нападнати, стигматизирани, ќе немаат еднаков пристап до работа, поинаку луѓето ги гледат, бидејќи мора да признаеме колку и да не сакаме дека е се уште така. Сум се наслушала, како што напоменав, низа работи дека се им е дозволено, никој ништо не им прави, меѓутоа не е така во реалноста и знаеме сите дека кога сме се соочиле со одреден момент да се запознаеме со лица припадник на ЛГБТ заедницата, јас немам таков проблем бидејќи имам многу другари, но еве мои други другари кои што сум кажала и тоа лица припадник, ве молам да не почнувате тема, да не се најде да не се почувствува лошо на масата, сите го гледаат како да си им кажал гледајте го наопако. И чекаат кога да ќе им кажа не знам што дека е тој, дека е вон земја. И после па нормален човек е, па добро, нормален човек е, меѓутоа не е дека нешто му фали на тој човек. Овие лица треба да ги уживаат тие права од социјален, здравствен, имотен аспект. И затоа сметам дека... Ама да не ви држи најверојатно аргументот дека ги уживаат, освен тој дел во кој што се вклопуваат со традиционалното општество, кое што со закон не може да се смени, така? Може би не може да се смени во дел на она што значи традиционален брак и права и обврски по основ на тој брак. Меѓутоа во брачната заедница или да имате регистрирано партнерство во кое што ќе се наведе дека вие уживате само одредени права од социјална категорија, здравствена и имотна, кај што може да се јавиш како наследник на имот, нели во делот на наследно право, во оние наследници од прв, втор нужен ред или кај што како корисник на
социјална помош или не знам, социјален стан, дека правото може да се пренесе и на твојот партнер. Тука малце се по ригорозни законите и во тој дел мислам дека има одредени ограничувања. Не зборам во делот на она што значи, не знам, сакав лично да видам што се случува. Имав прилика со делегација од АЛДЕ партијата од Европскиот парламент и ги посетив Киев, Буча и Ирпин. Состојбата најлошо изгледаше во Буча, иако и во Ирпин не беше баш пријатна гледката, но во Буча навистина Што можеш да видиш таму? Од урнисани целосно домови и остатоци од некои детски играчки, од место што некогаш живеело, во место кое што е тотално разурнато, во кое што е претворено во масовна гробница, во кое што ако поразговарате со луѓето, иако избегнуваат да разговараат, бидејќи велат сите доаѓаат само да видат што се случува, никој не помага. Живеат оние малку кои што се останати куќарки без струја. Жените кои што се жртви на насилство за време на војната, така што многу неубави слики, многу далеко од она што ние си го замислуваме како изгледа војната и како нема никаков напредок, таму во полето се тепаат војниците и така тоа си трае. Реалноста е сосема поинаква и не е баш толку пријатно да се сведочи на тоа што се случува. Има луѓе кои што се избегале, се вратиле од немај каде, немаат никакви услови за да живеат во местата, целосно урнисани згради, кои што некогаш биле полни со живот, затоа што има останати, може да видите под урнатините, останати фотографии, елки од прослави. Луѓето живеат во постојан страв. Во Киев после 20 часот нема електрична, тогаш немаше електрична енергија. Треба да сте во постојан штрек на сирените, затоа што треба да знаете кога треба да се евакуирате. Во тој период се уште институциите беа евакуирани со посебни безбедносни координати, додека седавме во Врховната Рада или парламентот на Украина и кога ќе супали сирена, сите гледате во плафон да не падне некој мисил врз вас. Тоа е неверојатно еден од главните таргети или Така што не е баш пријатно да живеете во постојан страв и постојано да трчате да се евакуирате и да не знаете кога што може да се случи. Мојот брат после известно време се врати таму и би живееше во Ужгород. Има утакмица во близина на Харкив, чинам, кога мисил падна многу блиску до стадионот и кога сите играчи насред утакмица беа евакуирани во подземни скривници. Не можеме ние тука да разбереме што се случува, да и ние сме поминали, имавме граѓански конфликт во 2001, меѓутоа ова е буквално војна со многу големи последици. Јас мислам дека она што се прави е целосно уништување инфраструктурно и демографско на една држава и дека не треба да се молчи, дека навистина треба да се направат сите напори да се извојува победа на земјата. Ти таму упати една порака дека тоа
на некој начин се рефлектира на нас и дека се рефлектира и како затоа што знаеме првин од нели оној аспект на Украина е најголема житница и слично, така да се рефлектира и на делот на храната, се рефлектира и на делот на енергетиката. Ние исто така го осетивме тоа, цела Европа усети во полето на енергетиката. Заради тие санкции, заради се она што се случува и во Украина, таму се енергетските капацитети целосно се уништуваат. Мислам дека и тоа е најголем таргет на напад. Не може да ве одмена. Значи секогаш кога има било каде одредена војна, глобално се чувствуваат последиците, колку и ние да сакаме да кажеме дека тоа е далеко од нас и не на засега, и како на одреден начин дали на полето на економијата, видовме во полето на градежништвото, растот на цената на железото, така да секако на некој начин ќе ве погоди. И тоа предизвикува уште еден проблем, а тоа е не само класична војна како што можеш да видиш, туку е нешто што се вика војна на информации и вистините или невистините што произлегуваат како последица на конфликт. Токму и затоа и напоменав, бидејќи живееме во една состојба каде што дезинформацијата стига и побрзо од информацијата. Сакав лично да се уверам и да видам со своји очи, бидејќи човек кога ќе посведочи на работите, не размислува повеќе исто, само врз основа на она што го чита или слуша. Кога ќе видите со своји очи што се случува, можеби на некој за во Македонија да му кажувате за тоа што се случувало во 2001 година, не може да ве разбере, бидејќи денеска гледа многу поинаква слика. Меѓутоа тие што сведочеле знаат колку е тешко и колку длабоки последици остава. Таму ќе остави многу големи последици врз основа, мислам, психолошки трајни последици кај луѓето. 3 милиони луѓе мислам дека се иселени од тоа, некои статистики што излегуваат. Па јас не полагам надежи дека голем дел од нив ќе се вратат. Кога живеете во постојан страф и во војна, бидејќи ние мора да се признаеме дека војната не почна од пред 2 години со инвазијата, туку таму е константно еден страф и беше една темпирана бомба која што никој не сакаше да верува дека еден ден ќе експлодира. Ама тогаш стана актуелно и тогаш почнаа сите да се бојат со знаменца, да даваат поддршка, да се развиваат некои. Тогаш почнаа да стануваат свесни дека многу е посериозен проблемот од тоа што се замислувавме и таму сега ќе се договорат, ќе седнат, нема ништо да се случи. Дури самите луѓе, јас со брат ми сум разговарала, вика до ден пред инвазијата се одвиваше нормално, луѓето си одеа во молови, едноставно никој не верува, не сакаше да верува дека ќе дојде до ескалација. Бидејќи трае со години, така е како некој замрзнат конфликт, договор, па прекршување на договори, како една нормалност. Се додека не се случи да ескалира, и затоа сметам дека треба да бидеме многу предпазливи во она што се случува како глобален тренд и во геополитиката, и тука е целата Европа ќе ја ставам, да не биде туку така да ги остава работите дека сега може нема ништо да биде, но да бидеме многу предпазливи во безбедносната и во одбранбената политика, но и во целокупната надворешна политика која што се води. Спомна дека Ѓоко се вратил еднаш од кога излегол од таа ситуација, тој повторно се вратил. Мораше после одредено време, веќе значи тогаш ги ослободи не знам се како се УЕФА, ФИФА. Ги ослободи играчите и можа да одат на позајмици. Меѓутоа после одредено време кога он се врати до договорот да си го испочитува. Мораше да ги испочитуваат договорите и беше дека ќе играат во место кое што нели Ужгород е пак место каде што нема толку големи, не е толков ризикот дека нешто ќе се случи, но кога клубот донесе одлука дека ќе ги враќаа на тренинзи и во Полтава, и кога почнаа да играат утакмици на цела територија на Украина,
нели стремејќи се да задржат дека и во војна требаат работите да функционираат, тогаш беше конечно одлуката дека ќе заминат таму затоа што беше премногу ризично да остане. Значи украинците не се откажуваат од фудбал колку и да паѓаат бомби на сите страни. Па ева ти кажав, на самиот надпревар ги евакуираа во подземни скривници. Тоа е желбата кога и поривот да нели покажете дека државата може и дека ќе успее. Веројатно. Или да се изложат луѓето на непотребен или на непресметан ризик, кој како гледа на работите. Супер. За крај некако би те прашал, која е твоја некоја фигура, да кажеме, на која што се огледуваш од светот на политиката? Имаш некој као, да кажеме, политички идол? Па никогаш не сум сакала да создавам идоли. Имало одредени личности од можеби со различни политички идеологии кои што сум сакала да ги читам и сум се интересирала за нив, да едноставно влезам во нивниот мајндсет како тоа го размислувале или политиката која што креирале. Имаме нели низ историјата многу политички фигури кои што оставиле трајни белези, имале позитивни, негативни страни. Секогаш се стремам да видам кои се позитивните работи кои што може да се извлечат од секој, но никогаш не сум креирала одреден идол затоа што сметам дека не треба да се врзуваме за идоли, но да се стремиме да се бориме кон она во што веруваме и да бидеме примерно, никако со некој слепо на идол или полтронство, мислам дека не е здраво. Океј, кој е тоа твојот пример кој што би сакала да го оставиш како наследство долго време од кога ќе завршиш со политика? Што е она што сакаш да кажеме луѓето да кажат? Јас ако видам дека позади себе сум оставила резултат во кој што општеството нели бележи одреден напредок, сме почнале да го менуваме системот и почнало повеќе да владае правото, тогаш ќе кажам дека навистина нешто успешно приказно за себе сум оставила. Во спротивно можеби ќе останам како низа политичари кои што дошли и се заминале од политичката сцена. Океј, Моника, освен делот со виолината, што се уште ме боли некако, што не успеавме да го изведеме, за се друго. Ќе донесам следен пат, ветувам. Ти благодарам што... Ќе направиме посебно интро на нечи друг подкаст. Како најава. Ќе те држам за збор, да знаеш. Може. Ти благодарам. Фала и на тебе.